По четврти пат, откако во 2014 година беше востановено како практика, новинарите од регионалниот центар Исток во рамки на Сдруженијето на новинари на Македонија ги номинираа и ги одбраа најдобрите репрезенти на регионот во повеќе области. Иако во одредени категории имаше и по неколку предлози што заслужуваа да го добијат признанието најдоброто од Истокот, сепак со гласање новинарите на демократски начин ги дадоа мислењата за тоа кои се личностите, предпријатијата и издруженијата што во текот на изминатата година оставиле посебен белег во општествениот живот во регионот. Според ВД председателот на регионалниот актив на Сдруженијето на новинари на Македонија, Тони Михаилов, сите предлози заслужувале внимание, особено што секој од поединците или институциите дале особен придонес во развојот на регионот. Сепак, присутните новинари на крајот одлучија по еден представник од 10 области да ги понесат признанијата за оваа година. Во категоријата економија, новинарите од Истокот одлучија дека фирма која што најмногу направила минатата година е Тондах од Виница. Во категоријата животна средина, Екопак Хит од Кочани. Во категоријата спорт, Бобан Николов, фудбалерот на Вардар и на репрезентацијата на Македонија за учествата на Европското првенство за млади, за настапот со Вардар во рамките на Лига Европа и Лига Шампиони и за настапот во селекцијата на Македонија. Потоа во категоријата здравство одлучивме признание да доделиме на доктор Гоце Стојменовски од Делчево, од брзата помош од Делчево. Во категоријата образование, Кирил Барбареев од Универзитетот Гоце Делчев, проректор за настава на Универзитетот, за иновативност во наставниот процес, за многу проекти кои што се спроведуваат. Потоа во категоријата новинарство на некој начин додадеме признание на оние кои што се мачат во новинарството уште како во денешно време, колегата Славчо и порталот Комарец, Славчо Ивановски. Во категоријата туризам, веројатно ќе биде општината Лесново или кој го работи проектот за осветлување на пештерите и најавата за правење на геопарк кај Лесново. Во категоријата невладин сектор, невладината Амброзија од Пехчево, кај што има многу проекти и за Брегалница и воопшто за целиот регион. Во категоријата култура, фестивалот Ин Виница Веритас од Виница и категорија иновативност, учениците од гимназијата Славчо Стојменски, тројца ученици кои што имаат еден иновативен проект кој што стигна и до Брисел и во категорија е за награда од 1.000.000 евра, ако не се лажам. Како да иновативност кај младите уште како добре дојдена. Покрај овие признанија, новинарите од Источниот регион донесоа едногласна одлука рудникот Саса да добие признание за заштита при работа, поради тоа што повеќе од една година нема инцидент во рударските јами. Наградите на добитниците ќе им бидат врачени на свеченоста наречена Ноќни источните Оскари, која традиционално новинарите од Источниот регион ја организираат во месец февруари.